Собранието донесе историска одлука. Македонија избра светла иднина наместо изолација и темно минато. Патот кон полноправно членство во Европската Унија и НАТО е отворен, а најголема заслуга за тоа имаат граѓаните. Но и 80 пратеници во собранието кои слободно, по сопствено убедување и низ демократска постапка гласаа за иднина во ЕУ и НАТО. Историјата долго ќе го памети изборот што пратениците го направивме вчера. Донесена е одлука што ја одредува иднината на нашата земја, што ја одредува иднината на секој граѓанин и генерациите кои доаѓаат. Христијан Мицковски, Никола Груевски и раководството на ВМРО ДПМН вчера уште еднаш потврдија дека се антизападни и антимакедонски партиски фигури кои на Македонија и носат само зло, поделби, криминал и сиромаштија. Но Македонија кажа доста на поделбите создавани од Груевски, неговиот пион Мицковски и антизападното раководство на ВМРО ДПМН. Граѓаните и огромното мнозинство во собранието одбраа Македонија да го продолжи патот на интеграција и сојузништво. Пратениците се охрабрија, се одважија и донесоа одлука за иднината на државата. Создадени се услови за уште поголема поддршка во собранието за спроведување на договорот од Преспа и за членување на Македонија во НАТО и Европската Унија. Сега Македонија е уште повеќе подготвена за нејзина просперитетна европска иднина, за која сите ние се бориме и сонуваме цели 27 години. Сите ние сме дел од еден историски момент. Тој историски момент не повикува на обединување. Тоа ни е потребно како никогаш досега. Македонија се помирува. Македонија се обединува. Надпартиски и надетнички. 80 пратеници ја презедоа одговорноста за овој неповратен историски чекор за иднината на државата. Време е сите пратеници да го следат тој чекор и да се приклучат. Сега е време да тргнеме заедно на патот што не води кон Европската Унија и НАТО. Така не личи. Сите заедно. Ви благодарам. Повелете прашање. Го спомнувавте обединувањето, меѓу другото 8 пратеници од опозицијската ВМРО ДПМН кои што гласаа вчера го условија своето гласање практично со 4 предлози, 4 барања. Едно од нив е и собраниското тело за помирување. Како и кога мислите тоа да се формира? И што точно ќе значи? Кои се последиците кои што очекувате како заклучок да произлезе? Очекуваме уште од понеделник да пристапиме кон формирање на едно такво тело, кое што ќе води до помирување меѓу пратениците во однос на она што се случи на 27 април. До тој момент, до неговото формирање, не би сакал да изнесувам никакви детали, да оставиме да почне целата постапка. Како ќе се одвиваат ситуациите, така навремено сите ќе бидете информирани. Повелете други прашања? Јас сум уште поголем оптимист после она што се случи вчера. После она надминување на личните и надпартиските интереси, верувам дека како ќе го движиме процесот, бројката на пратеници кои што ќе дадат поддршка на еднината на нашата држава ќе се зголемува. И обратно, бидејќи таму има одредени амандмани практично кои што ги имаат поставено овие 8 пратеници, кои се гаранциите дека Грција би ги прифатила таквите амандмани? Зборувам во однос на идентитетот, во однос на одложената примена на името, бидејќи сепак се работи за договор кој што треба и Грција. Прашањето е осетливо. Ние, како одговорни политичари, како одговорни пратеници, процесот го почнав, го отворив. Останува да дискутираме за секоја една точка која што води во функција на зачувување, на зајакнување на идентитетот. Апсолутно ќе разговараме, ќе дебатираме, ќе разговараме и со грчката страна, се со цел да донесеме нешто што е здраво, а и прифатливо за двете страни.